Ги следили Македонија глобалните промени кои се случуваат во туризмот од потребите преку навиките до старосната возраст на туристите? Постои ли јасна и прецизна стратегија како ќе се развива туризмот во земјава барем во наредните 5 години или туристичката гранка во земјава е оставена стихино да се води од индивидуалните можности и способностите на туроператорите и угостителите? Каде се македонските туристи во плановите на туристичките работници? Зошто странските туристи се побројни од домашните? Дали желбите на Македонија да биде атрактивна туристичка дестинација завршува до првата дива депонија, скршените плочки во старата Скопска чаршија или неуредените историски локалитети? Добра вечер. Со дебатата почнуваме веднаш по рекламите. Добра вечер им велам на моите тројца вечерашни гости, господинот Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризма. Добра вечер. Господинот Аркан Керим, подпредседател на Сојузот на стопански комори, но и прв човек на туристичко-угостителската комора при ССК. И на господинот Беким Хаджиу, раководител на секторот за туризам во Министерството за економија. Добро вечер на вас. За сите тројца на почеток имаме едно исто прашање кое го наметнав и во воведот. Во кој правец каде се движи македонскиот туризам? Кој сака да почне? Еве, господина Хаджиу, еве, Министерството нека одговори прво. Според нашите анализи, според податоците со кои што располага Министерството за економија, туризмот во нашата држава се движи во добра насока. Секако се соочуваме и со предизвици, се соочуваме и со проблеми, но генерално бројките покажуваат дека ќе имаме успешна туристичка сезона. Во ова насока и Министерството за економија активно работи, значи во моментот се активни неколку јавни повици, поддршка за туризмот. Во подготовка е нова стратегија за развој на туризмот, која што во соработка со Светска туристичка организација и домашни и странски експерти се надевам дека ќе даде уште поголем придонес во развојот на туризмот. Јаневски? Благодарам на прашањето, доста опсежно. Се препознаваат од 1956 година два циклуси во туристичката индустрија. Во кај нас, во Македонија, генерално гледано, пандемијата го направи своето и го прекина животниот циклус на дестинациите. Тоа што се случуваше пред и потоа е диаметрално различно. Не би се сложил со сегментот дека нашиот туризам се случува стихино, туку се случува плански, бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во недостаток на таков сегмент на стратегија која што за време на пандемија може или кризен менеджмент да се состави заедно со Министерството за економија го создававме координативното тело во кое што работеа сите комори и асоциации, додека плански закрепнувањето во туристичката индустрија и тогаш беше презентирано од страна на агенцијата во 3 чекори. Првиот чекор Дома си е дома за домашните туристи во 2020 година, веќе првите чартери 2021, надминување на резултатите за 2022 година и само би нотирал 2021 година пети во светот според Светската туристичка организација со раст на странски туристи 2022 година во првите 10 според Светската туристичка организација во раст на туристичкиот промет. Всушност 2022 година ги достигнавме до сега рекордите 481 милион долари девизен прилив од туристичката индустрија. Керим, каде оди туризмот во Македонија? Еве, вие сте директно од внатре. За жал, не сме на добар пат. Јас би сакал да констатирам дека имаме многу предизвици кои што треба да ги решиме. Значи, имаме сериозни проблеми со вработувањата, имаме сериозни проблеми со инфраструктурата, имаме сериозни проблеми со правилата на игра кои што државата не ги наметнува за добра и успешна туристичка сезона. Пример, имаме проблеми со визите. Ние сме членки на Open Balkan, меѓутоа ние, за разлика од Србија и од Албанија, на сите други земји кои што влегуваат слободно во Србија и во Албанија, им ставаме визи.
Зашто ние што сме посебни од Србија и од Албанија? Треба тие работи да ги усложниме, да направиме поубава работа. Сега на пример пред неколку дена Белград го доби Експо 2027. Што имаме ние? Ништо немаме ние. Ние треба да работиме, да се поправи климата, да се поправат сите работи, за да дојдеме на многу подобро и повисоко ниво кај што заслужуваме. Бидејќи ние бевме 10 години пред сите, меѓутоа сега за жал и Србија, и Албанија, и другите дестинации до нас се пред нас во многу погледи. Ние можеби имаме бројки, имаме туристи, меѓутоа како да се справиме со предизвиците што доаѓаат. Еден патник стига на Охридскиот аеродром и за трансфер во хотел му треба 3,5 часа. Тоа не сме да се случи во сезона. Тоа треба да го решиме, да најдеме начин, методи како тоа да не се случува, зашто срамота е тој гостин кој ќе дојде, кој ќе патува 3,5 часа, ќе каже на комшијата јас патував 3,5 часа, тој комшијата нема да дојде овде. Треба, ние сега знам дека е шпиц на сезона, треба праќаме позитивни сигнали, меѓутоа имаме некои проблеми кои што мораме да ги решаваме. Заедно и со Министерството за економија, и со Агенција за промоција, меѓутоа и со владата. Владата треба да ние како членови во советодавното тело на Агенцијата за промоција туризам бараме средба веќе година дена и со премиерот и со вице-премиерот за да ги овие проблеми да ги решаваме заеднички, да најдеме модули како да го справиме тоа, како да го решиме и како комора, и како стопанство, и како држава, бидејќи ние сме партнери. Ние мора да соработуваме. Секако, ние работиме, носиме девизен прилив од држава за да се платат и даноци и сите да видиме бенефити од тоа. Меѓутоа мораме да го решиме тоа на многу побезболен и подобар начин. Многу ми е жал што оваа емисија во шпиц на сезоната, да беше пред 2 месеци можеби ќе реагиравме, ќе успеевме нешто да направиме, меѓутоа се тука сакаме. Но факт е дека овие проблеми вие ги имате скоро секоја година. Да, меѓутоа оваа година се наталожија многу, бидејќи на пример ние пред 16 месеци алудиравме дека ќе имаме проблем со работна сила. Требаше државата да ни направи некој сес. За таа тема малку подолу би сакала да разговараме во делот на прашањата околу како е наредено. Сепак во контекст кога ве прашав каде се движи македонскиот туризам, сакав и вас ке ве прашам, имаме ли како туристички, имате ли поточно како туристички сектор, прецизно знаете Македонија каков туризам ќе развива? Дали е тоа не знам, летен, зимски, конгресен, гастрономски, вински, некако во Македонија кога ќе се спомене туризмот, се имаме, но ништо нема. Сега ќе ви кажам два сегмента. Првиот сегмент имаме outgoing. Во македонскиот outgoing е најдобар во регионот. Затоа им упатувам честитка на сите колеги, бидејќи ние имаме највише чартер летови од Скопскиот аеродром кон сите дестинации летни. Ни Приштина, ни Тирана, ни Белград заедно нема толку летови колку што ние имаме генерално од Скопскиот аеродром. Тука помага и ТАФ, нормално Скопскиот аеродром што ги стимулира. Во тој поглед ние сме number one. Тука збор нема. Меѓутоа за дојдовниот туризам не би го кажал тоа, бидејќи фали еден начин на стимулација како да ги стимулираме овие компании што го прават појдовниот туризам, да го прават и дојдовниот туризам. Ако се стимулира, ако се направи некако да им се даде на нив шанса, јас сум сигурен дека ќе има многу поголем број на и подобри гости Но појдовниот туризам претпоставам дека зависи од понудите во странство, дојдовниот од понудите тука. Да, меѓутоа тоа е дел од туризмот и се мора тоа да се каже. Тоа е токму темата што нудиме ние тука за да имаме и дојдовен туризам. Секоја вечер имаме по 5 различни авиони од Скопскиот аеродром. Сега како да ви кажам, на различни дестинации имаме кон Африка, имаме кон Европа, имаме кон Азија, сегде летат авионите од Скопскиот аеродром, што е за поздравување. Секоја чест на колегите, зимаат ризици, зимаат контингенти и ги полнат авионите. Господине Јаневски, ако се разгледа сајтот на Македонија Timeless или Македонија безвремена, многу убаво изгледа, се е таму, сите региони се застапени, сите градови, се што се нуди, но дали е тоа вистинската слика што е достапно во Македонија? Дали кога ќе дојде турист на вистина може да рече јас сакам да отидам до Кокино, не знам, еве го, аквадуктот тука, има водич, пристапно е, средено е, на слики и на текст на вистина е средено. Колку е тоа достапно? Колку ние промоцијата ја правиме од она што сакаме да биде Македонија како туристичка дестинација, од тоа што е реално туристичка дестинација Македонија? Благодарам. Многу прашање кое што отвара многу повеќе теми. Туризмот знаеме сите дека мултипликативно влие врз 20 економски гранки. Не би се сложил со колегата доколку смета дека од Охридскиот аеродром до градот треба да се патува 3,5 часа, не е.
но мислам дека мислеше од Скопје за до Охрид. Треба ние како луѓе и како држава и како жители на Македонија да расчистиме една работа. Дали сакаме да чекаме 2 часа, 3 часа на граничните премини за да искочиме од државата, или создадовме нешто овие 3 години за барем 1, 2 или 3 викенди да ги поминеме кај нас. Причини имаме и за едната и за другата страна многу. Да, 9 години не е патот направен. Се сложувам дека тоа е така. Инфраструктурата треба да се вложува. Дополнително секако дека можеби не требаше овој период да се затвори сегментот, но треба да бидеме во Охрид, но треба да бидеме трпеливи. Едноставно со негативната кампања, како што каже и господинот Аркан, не може секогаш да бидеме да трчаме по лајкови или по повеќе шерови на нашите постои. Вие цело време го споменувате Охрид. Еве јас ви дадов 2 други примери. Многу добро ги поставивте прашањата. Аквадуктот Скопје и се останато. Се поставуваат неколку работи. Ние требаме да направиме реструктурирање во туристичката индустрија токму кај нас. И тоа сум го кажал во неколку различни емисии, исто така во неколку различни интервјуа. А Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја надбина својата улога. Заедно со Министерството за економија, со туроператорите, туристичките агенции гледаме дека е потребно нешто повеќе. Требаме да ги земеме практиките од регионот. Регионот вели дека треба да имаме национална туристичка организација. Видовме колку можат локалниот економски развој да влие во развојот на туристичката индустрија. Всушност, дури во некои општини тој не може да се снајде да ги преброи сместувачките капацитети. Не само градот Скопје, не Битола, имаме повеќе туристички места кои што се успешни приказни изминативе 5, 6, 10 години и требаме да ги развиваме. Токму каков систем на туристичка понуда. Веќе можеме да и знаеме што може да понуди Дојран, што може да понуди Берово, што може да понуди Маврово. Пак ќе се вратам на пандемијата. Можеме да имаме 2 милиони домашни туристи, можеме да имаме повеќе од 2 милиони повеќе од 2 милиони ноќевања од домашни гости, но што сме понудили, кои викенди сме ги понудили? Само 3% од туроператорите кои што се од кај нас од Македонија работат за инкаминг државата. Токму тоа што кажавте, колку сме ние спремни. Повеќе сакаме да бидеме сервисери на големи туроператори странски, но тоа не значи дека само странските туроператори земаат субвенции. Правилникот кој што страна на економија, агенцијата и доработено од страна на коморите, исто така може да биде двострано. Можат и нашите туроператори да ги земат субвенциите кои што се намените за странските туроператори, добро и успешно да се работи. Некако сметам дека многу повеќе ни се очите надвори тоа што го каже и колегата, 5, 6, 7 чартери во текот на денот. Колку успеавме 2023 година ние да донесеме чартери, нашите туроператори да донесат чартери од некои други дестинации. Се уште кај нас повеќе оперираат странските големи туроператори. Добро, тоа на туроператорите вашата обврска е тогаш промоцијата, токму вие сте задолжени за да ја промовирате Македонија за да има повеќе туристи во земја. Оваа година е успешно приказната TUI UK кој што е TUI UK актив. Тоа значи дека луѓе кои што се целна група од 30, 40, 45 години, од 18 веќе ја препознаваат дестинацијата како активна форма на туристичка понуда. Се повеќе промовираме ино гастро концепт, по тоа што сме силни во, што сме јаки. Ќе обележуваме и ќе обележуваме вински патишта. Веќе сме во одредени европски рути. Но тоа не може да биде сега и веднаш. Тоа треба континуирано да се работи. Исто како што континуирано било запоставени човечките ресурси во туристичката индустрија. И тоа можеме да го видиме од повеќе анализи. Сепак сметам дека довербата помеѓу државните институции и приватниот сектор се повеќе треба да се гради. Се гради, но за мене тоа не е доволно. Господин Хаджију, кога ги споменуваме институциите, Министерството за економија задолжено за правење на планови, стратегии, законски рамки, измени на закони, се што е поврзано во сферата на туризмот, но анализите и барем оној ревизорски извештај во делот на туризмот што е во 2021 објавен за до 2020 година кажува дека треба да се промени законската рамка, дали е тука нешто направено, бидејќи е 2 години од тогаш, и тие стратегии и планови никаде нема колку придонеле, колку се реализирани, под стратегиите немаат временска рамка, нема финансии како, значи има многу дупки во тој дел, а сакаме да го развиваме туризмот. Што ќе направи Министерството за економија за да се надмине СЕО? Значи во делот на законската регулатива направени се дел измени, дел се во исто така во подготовка, меѓутоа знаеме дека мораме да се усогласиме и со европските директиви и со европските закони и во таа насока очекуваме значи поддршка и од приватниот сектор за тоа што тие се малце потешки промени во нашата
индустрија, да Некако што кажем. знам, туристичката заедница бара измени во законот. Да. Меѓутоа, Значи, ќе имате поддршка од нив за законски измени? бараат во делот каде што бараме контрола, меѓутоа има и неколку законски измени кои што, да речеме, европските директиви налагаат да нема лиценци за туристичките работници, да нема ограничување туроператори од други земји да оперираат во нашата држава. И во оваа насока, значи, треба и нивниот став да биде унифициран, затоа што знаеме дека имаме туроператори од соседството кои што се многу јаки и ако веќе им се отвори пазарот кај нас, нашите туроператори се чувствуваат малце небезбедни во оваа насока. Меѓутоа има и наши туроператори, како што кажа господинот Керим, кои што се во outgoing, кои што се јаки, кои што истото ќе може да го оперираат од соседните држави. Значи во оваа насока, по делот на законската регулатива, активно неколку месеци сега работиме во делот на туристичките водичи, затоа што гледаме дека таму имаме најголеми гапови, каде што немаме контрола врз туристичките водичи, а и моменталната ситуација со Сдруженијето на туристички водичи, со легитимациите, имаме таму некои проблеми кои што се обидуваме да ги решаваме. Баравме од владата да имаме овластување како Министерство за економија да можеме да ги издаваме, меѓутоа исто законската регулатива тоа без измени на закон не можеме да го спроведеме и тука многу брзо се надеваме дека ќе имаме резултат. Во делот на стратегијата сега при изготвување на новата национална стратегија предвидено е анализа за придонесот на претходната стратегија. Ние имаме интерни документи со кои што следиме имплементација на стратегиите. Под стратегиите се задачи од националната стратегија. Таму се бараше под стратегија за вински туризам. Ние не можеме да кажеме дека не се имплементираат тие или немаат буџетски. Не, току нема импактот, не се знае каков е. Ние го следиме. Прецизно. Кај нас го следиме. Значи ние имаме точни бројки, значи и во делот на импактот од тие стратегии, затоа што го гледаме и реално, значи винскиот туризам веќе зема зафат, бањскиот туризам исто така. Значи имаме резултати, меѓутоа сега со новата стратегија сигурно ќе имаме и анализа на придонесот од претходната стратегија, нормално ќе имаме и задачи од истата стратегија кои што сметаме дека треба да се продолжат да се имплементират и во новата стратегија. Меѓутоа новата стратегија очекуваме дека ќе биде многу поконкретна, нормално како што кажа и директорот, имаме нова реалност во туризмот. Значи не е туризмот до 2019 и пред тоа. Значи сега имаме нова реалност, имаме нови барања од туристите, имаме и нови побарувања од туроператорите, но имаме и да кажам нови обврски за нас како институции, како агенции, како туроператори кои што сметаме дека треба да бидат опфатени во новата стратегија. Како ќе се развива туризмот во Македонија, еве конкретно прашање, кога немаме барем вака видлива ни една нова примамлива дестинација? Охрид остана и се уште 30 години бисерот. Преспа ја заборавивме, ски центрите да не зборувам, значи после 3 попладне во зима, таму е темница, нема ништо. Како ќе привлечеме нови туристи со стари понуди? Еве, господин Керим, од вас да почнем. Јас уште 2017 година тогаш алудирав дека треба ние да туризмот да го дигнеме на повисоко ниво и да се направи или посебно Министерство за туризам или да се ние вклопиме во Министерството за култура заедно и значи министерот да биде за култура, а заменик министерот да биде надложен за туризмот. И тогаш сите ингеренции, сите бенефиции што ги има и Агенцијата за промоција на туризам, како што кажа господин Јаневски, мисијата на агенцијата заврши. Треба се значи на повисоко ниво да се отиде и да се направи на повисока институција кај што ги задоволува потребите на туристичкиот сектор. Иначе, како што кажате за дестинација, ние сега требаше 2023 година да разговараме сега како да привлечеме богати туристи. Меѓутоа, ние пак се враќаме на пред 10 години како да ги средиме овие работи, тие работи. А моментално ја ќе бев многу среќен и задоволен да правиме ние мобет за богати туристи. Ние, пример, 2017 година бевме гости
домаќини на големото финале помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, што беше огромен настан за македонскиот туристички сектор. Хотелите беа една година унапред букирани и во Скопје, и во Велес, и во Куманово, и во Тетово, и тоа беше една убава работа. Ние треба да создаваме заедно со државата, која што ни е партнер во целата ситуација, значи ја тоа го напоменувам, треба да се направат настани, да се креираат настани, да имаме музички фестивали, да имаме други евенти кои што ќе привлечат поголем број на туристи. Меѓутоа ние сами како ФЕЛА не можеме тоа да го правиме. Ние мора да добиеме поддршка од државата, да ни помогне. Значи заедно да го креираме со заеднички разговори, муабети, стратегии да ги креираме овие настани. Например, јас една голема компанија, производител на вино, ја инициирав да направи една промотивна кампања за Скопје. Бидејќи Скопје не е толку застапено и промовирано во соседните земи. И сега здрави до септември ќе се направи промотивна кампања и реклами за Скопје, во кои што ќе се представат убавините и убавите страни на Скопје, не само Охрид, значи и Скопје е убава дестинација, една или две вечери луѓето може да се поминат во Скопје, да имаат убави мемории, настани кои што ќе вакво. Понатаму, што ни фали? Ни фали конгресен туризам. Значи, златна универзална сала во центарот на Скопје треба да се направи наменски да биде пола конгресен центар, пола сала. Меѓутоа, ние гледаме дека политичари се натегаат де лево, де десно. 5 години не може да се направи ништо со универзалната сала. А што би било ако се направи убав конгресен центар за 2000-3000 луѓе? Секоја недела да имаме конгреси и настани во Скопје. Па тоа би било преубаво за сите, не само за хотелите, не само за туристичките агенции, него ќе бидат задоволни и рестораните, ќе бидат задоволни и шопинг центрите, сите, значи ќе има прилив на гости кои што ќе дојдат основно на конгреси и семинари и ќе трошат пари. Меѓутоа ние тие работи мораме заеднички да ги креираме во корелација со државата и со одветните тела на државата, како што е сега на пример Агенцијата за промоција за туризам, секторот за туризам и угостителство при економија. Меѓутоа ние сакаме се ова да биде на повисоко ниво и да можеме ние на повисоко ниво да го правиме сето ова, да креираме настани со кои што ќе се прават пари. Што направија Тирана. Тирана сега значи е центар. Го донесува Рики Мартин на 20 јули во Тирана пее. Целиот Балкан, целиот свет се интересира да оди на тој концерт. 174 евра е почетна цена на карта на концертот, 25.000 карти се распродадени. Знаете ли колку е тоа девизен прилив за Тирана, за хотелите во Тирана, за хотелите во Драч? Зошто ние тоа не можеме да направиме? Што ни фали? Ние сега треба да креираме такви настани. Или Белград, преска спомнав за Експо 2027. Ние сега работиме како комора, јас како Аркан да го збориме за во константа, значи едно е концерт и туризам за тие 2-3 дена, меѓутоа они имаат константно настани, што во текот на целата година тераат. Ние треба да креираме, например, да направиме еден многу убав музички фестивал во стилот на Екзит, што се прави во Србија. Таков фестивал нас не треба, значи да направиме со реномирани светски звезди музички, да има 3-4 дена во Македонија. Тој фестивал ќе донесе 200-300 туристи кои што во 4-5 дена ќе потрошат 2-30 милиони евра. Тоа ќе биде директен импакт за економијата, ќе трошат пиво, вино, ќе јадат, ќе пијат, ќе бидат среќни хотелите. Значи таков еден настан треба да искреирам. Потоа исто така треба да се напрати многу други слични настани кои што ќе привлечат поголем број на туристи да го посетат Скопје. Ние имаме што да покажеме. Ние стварно имаме ненормално убава гастрономија. Значи најубавите јадења, најубавите домашни производи ги имаме кај нас. Меѓутоа ние треба се тоа да го продадеме, да успееме на странците што доаѓаат да им земе што поголем број на пари. Значи треба да се стремиме еден просечен гостин што доаѓа во Македонија во 3 дена да потроши 500-600 евра. Такви туристи да ловиме. Господине Јаневски, во овој контекст дали вашата агенција работи или има направено анализа на профилот на странскиот турист, на домашниот турист, на што трошат пари, што сакаат да видат? Дали има некаква анализа, например, тие туристи што доаѓаат, за што се заинтересирани и таму да се насочува туризмот? Ајде, ако сакаат концерти, да се прават концерти во Македонија, ако сакаат вински или гастрономски, да се стави повеќе акцент на тоа. Има ли некаква анализа туристите што доаѓаат кај нас, каков профил имаат и за македонските туристи? Што сакаат македонските? Како никако да ги задржиме во земја? Без анализи не може да се работи. Имате ли направена анализа?
ние не само што работиме анализи, туку дополнително работиме анализи за секој пазар. На профилот на туристи и каде ја пласираме кампањата и во кои медиуми. Ние во 2018 година диаметрално различно ја. Но тој за привлекување, јас се прашам овие туристи што доаѓаат, дали имате направена анализа каков профил на туристи доаѓаат во Македонија? Секако дека имаме направено. Македонските туристи што сака, зошто бегаат од Македонија? Македонските туристи генерално од Македонија бегаат затоа што немаат понуда. Сега ќе ви кажам и зошто. Ако направиме едно по-детално истражување, ќе видиме дека, како што напоменав, само 3% до 4% од македонските туроператори ја продаваат во текот на годината Македонија. Колку имаме пакет аранжмани за нашите туристички места, и сега да земеме да отвориме сајт и да видиме. Дополнително. Знаете, никогаш не е до аранжманите. Ако вие во Маврово немате или на Попова шапка, ако немате услови за како ски центар, ако нема освен да се спуштат по стазите во текот на денот, како ќе туроператорот што ќе продаде во Маврово? Националниот парк Маврово има повеќе од 500 километри или се извинам, обележани патеки. националниот парк еве новиот националниот парк Шара. Што ќе продадете кога се уште ништо не е уредено, кога се занимаваме со мали хидроцентрали или со дивоградби таму? Мислам, ова зборам генерално. Но еве, например, Попова шапка има ски терени, но тука завршува приказната. Во 3 попладне се стемнува во зима и можат волци да ви изедат горе. Па баш и не би се сложил така, од еден друг аспект, бидејќи Шара во изминатите години и тоа како е промовирана како дестинација кога се зимските спортови за екстрим сегментот, и тоа добро се продава. Имаме туроператори кои што го работат тоа. Во мали групи, фокус 5, 7 и 10 луѓе кои што со ратраци скијат на првиот снег, скијат во длабов снег, дополнително има авантура. Фактот дека нашата перцепција за туризмот дека тој треба да биде масовен, јас Шара не ја гледам како дестинација само за 3 или 4 месеци ако падне снег. Таа е дестинација за 12 месеци и така треба да се развива. Националниот парк треба да ги постави во овој момент и да ги постави идните можеби чекори во 5 или во 10 години за неговиот развој, а потоа да види каде е туризмот тука. Истото тоа го прават и другите национални паркови, но единствено само еден национален парк успеа да биде доволно самоодржлив за да нема дополнителни средства за неговото функционирање од сеча на дрва. И сега можете да замислите национален парк кој што зема средства за исплаќање на плати и негово функционирање од сеча на дрва, а треба да ги заштитува. Сега, ако тоа го тргнеме на страна, веќе навлегуваме во еден друг сегмент на перцепција. Ние туристичката индустрија многу поразлично треба да перцепираме. Ова што кажуваат нашите колеги и стимулот кој што треба за да ги задржиме домашните туристи е токму тоа. Ние работиме веќе 6 или 7 месеци на нов модел за субвенционирање на домашни туроператори за дома. Затоа што видовме во последните 3 години дека може да функционираат домашните туристи во домашните капацитети. Но што научивме од пандемијата? Што е она што треба да го подобриме? Велиме дека треба се извинувам. Таа покажа многу мерки. Не е позади нас. Знаете зошто? Затоа што фонд за кризен туризам не направивме. Добро, ние немаме менеджмент на кризен туризам, а не фонд. Имаме и фонд. Ама тоа е до државата, тоа е до Министерството за економија, тоа е до агенцијата која треба да предлага такви работи. Секако дека се предложени такви работи, но сега велиме сакаме да работиме ексклузивен туризам или да дојдат туристи кои што се со длабок џеп. Ајде да видиме колку вложување имаме во последните 5 години во нашата дестинација и колку франшизи се донесени или светски ланци на хотели. И како ние кобуриме со хотели од 5 звездички. Се извинувам, господине Хаджиу, колку ги имаме со 5 звездички? 20, 25? Од прилика. Дали се тие доволни за да развиваме ние во одредени дестинации или на ниво на држава? Секако дека се потребни инвенти и се останато, но од каде да почнеме? Признаете, не сакам да влегувам во дебата со вас дека франшизите бараат услови, он кога носи 5 звезди бара услови. А условите зависат од државата. Тука ќе се префрлам на прашање на Министерството за економија, господинот Јаневски спомена субвенционирање на домашниот туризам, значи дека тоа веќе се разгледува. Како? Бидејќи за странските знаеме од 10 до 65 евра, зависно како ќе пристигне, колку ќе ноќева тука, од која земја доаѓа. Што ќе правиме со домашните туристи? Сумата ќе биде значи од 15 до 25 евра за домашни туристи, исто организирани, значи во групи кои што ќе одат преку туроператори во туристички центри кај нас.
моделот нормално ќе го дебатираме заедно со приватниот сектор, не сакаме да метнуваме некоја модел на субвенционирање кој што нема да биде прифатлив за приватниот сектор, сепак е за нив, тоа заедно треба да го спроведеме. Значи, заедно работиме во таа насока. Јас би сакал Кога да би било тоа? Тоа брзо, мислам дека работните групи веќе работат во тоа, предлогот е даден во владата. Наредниот буџет, мислам дека средствата ќе бидат обезбедени. 2024 би требало да биде да стартува тоа, значи со субвенции за домашните туристи. Би сакал во делот на Шапка да спомнам дека веќе имаме стратешка инвестиција најавена, се надевам и многу посакувам тоа да се реализира, но би сакал да напоменам дека зимските туристички центри, во принцип, скијачките центри, тоа е главната цел. Другиот настан се случува во градот. Градот Тетово во последно време има неколку нови објекти, зборувам за хотелски капацитети, и тоа многу квалитет. Добро, не може да кажете, се извинувам, например, Копаоник, дека тоа е мало селце, кое покрај и таму има некакво горе на Шапка или во Маврово. Сега затоа го спомнав стратешката инвестиција која што предвидува реновирање на постоечките капацитети на Елем, меѓутоа знаеме дека е заштитен и не може да се градат нови капацитети во Шапка. Зошто да не се искористат постоечките во градот? Знаеме дека не е голема разлика. Добро, 20 километри пат во зима да ги возите навечер. Ако веќе има организирани превози, електрични автобуси, но редовен сообраќај, зошто да не? Мислам дека или жичницата некогаш да проработи, да се тоа исто обнови. Е во план, меѓутоа тоа сигурно ќе одземе малце повеќе време и поголема инвестиција. Меѓутоа има начини за таков вид на туризам. Господин Кирим, македонските граѓани, Македонија има резервна варијанта кога станува збор за годишни одмори, за викенди. Еве сега викендов бевме сведоци дека час и половина по 2 часа чекале за да излез во Грција. Зошто не гледате или потенцијал во македонските туристи или тие не гледаат потенцијал во нашиот туризам? Не е така, не се сложувам. Значи, во анкетата што имаше Booking, лани имаше предавање во октомври месец, имаше дека во Македонија се остварени 2000 ноќевања, од кои што 65% отпаѓаат на македонски туристи за хотели во Македонија. Не би рекол дека македонските туристи не патуваат во Македонија, меѓутоа они преферираат да патуваат и на други дестинации, што е нормално, да одат на море. Не би рекол дека не патуваат во македонски дестинации, напротив, патуваат во контекст на Booking информациите, што за жал ни Министерството, ни агенцијата ги нема, ние добивме информација дека 65% од 2 милиони ноќевања што се остварени во Македонија се остварени од македонски граѓани. Значи, преку 1.300.000-1.400.000 ноќевања се направени од македонски граѓани во Македонија, што е за поздравување. Значи, каде одат, како одат, тоа немаме ние тачна информација, меѓутоа, еве во контекст на тоа испаѓа дека тие патувале во Македонија. Сега треба да се збогати понудата, да има поголема понуда на хотели, за да македонските туристи се стимулираат да патуваат. Се надевам дека патот што побрзо ќе се направи Скопје, Охрид ќе биде час и половина и сите ќе можат почесто да патуваат и да одат на викенд во Охрид. Сега, например, да се тргне од Скопје за да Охрид е малце проблема. Јас не кажав дека треба да наоѓаме патници, богати патници за 500 евра. Кажав дека сакав сега на оваа емисија да дебатираме за понатаму да ловиме богати туристи кои што ќе трошат по 500 евра. Мојата желба беше но мора да се има тој факт дека сите ќе служите, дека мора да има понуда. Значи, еве, го споменуваме цело време Охрид, ние во Охрид не можеме да се решиме. Дали ќе имаме елитен туризам во Охрид или ќе имаме туризам во лето за забава за тинеџери. Значи, тие две работи не одат заедно. Ние се уште тоа го немаме расчистено, така ли? Сега има нови, значи јас во јануари месец бев гостин во Франција на градоначалниците во Болен, со кој што разговаравме како да нивното искуство од мали семејни винари и хотели да го пренесеме во тиквешијата. И се надевам дека многу скоро кој ќе почнеме, значи, да ги користиме тие предпристапни фондови од Европската унија за
за нашите мали семени винари да направиме во Тиквешијата. Сега сум сведок, бев скоро во Барово се прави велелепен хотел и нова винарија, бутик винарија, која што ќе привлекува голем број на странски туристи, поготово американски туристи. Имам информација дека наредни 10 години хотел ќе биде полн со американски туристи. Што за мене е феноменално. Значи, јас се израдував, бидејќи бев, го видов и објектот, го видов и сето тоа, и стварно се радувам што такви зафати и потези има од наши домашни стопанственици, што гледаат визија, гледаат напред и го прават тоа. Не дека нема, има, значи и ќе има и све повеќе, меѓутоа нас ни треба визија. Ни треба некој да го нацрта, да го предвиди како ќе биде за наредни 10 години. Ние пред 10 години ви текнува, седнавме со експертите од Австрија во салата кај сајмот, дебатиравме 2 дена, направивме стратегија 10 години и таа стратегија успеа. 10 години ние колку толку успеавме, донесовме голем број на странски туристи, успеавме да се направи многу работа, од тогаш се успеа, значи да се направат многу големи ланци на хотели, тек ќе се градат нови ланци на хотели во Скопје, се надевам и во Охрид и во други градови. Меѓутоа, значи сега сме на еден пат кај што треба да направиме на визија како ќе идеме напред во наредни 10 години. Значи, мораме да се сплотиме во министерство, мора да направиме фер плей игра на сите кои што инвестираат во туризмот. Не може, ние се имаме во Скопје 1500 становиздаватели кои што не се пријавени, за жал, не плаќаат никакви давачки, ние имаме, значи, во на Халкидики, цел Халкидики има 350 стана, во Скопје има 500 стана. И сите се полни, секоја чест, работат, преку Booking, преку Airbnb, полни се, немаме ние ништо против тоа, меѓутоа барем да таксата туристичка да плаќаат на град Скопје. Да, тоа е една од темите која ми беше прашање за господинот Хаџију, но прво сакам да ве прашам за колку се вложува во туризмот државата буџетски. Значи и во вашата агенција колку имате вие за сето да го правите што го правите, промоција, поддршка и колку се издвојува со оглед дека со секој ребаланс токму таму се крати. Кога треба ребаланс? За среќа последните години во економија кога треба ребаланс, обично туризмот ни е некако прво и некои други сектори, ама туризмот никогаш не испаднал од листата дека треба да му се скратат парите. Генерално, значи, Министерството за економија во програмата за развој на туризмот ова година има 37 милиони денари. Значи, тоа е, да речем, секоја година речиси исто, освен за време на пандемија, која со одлука на влада имавме дополнителен буџет од 4,5 милиони евра. Таму беа тие ваучери за туризам, кои што го подигнаа бројот на домашни туристи и затоа сега во статистика може да гледаме дека бројот на домашни туристи секој месец е во опаѓање, затоа што ги немаме тие ваучери за туризам кои што споредува со кои што ги има. Спомна господинот Керем Booking, имаме податоци од Booking, меѓутоа треба да знаеме дека нашите туристи во државата малце го користат Booking, затоа таму е процентот голем на искористеност, затоа што ја не верувам дека секој од нашите граѓани за да оди во Охрид или негде оди преку Booking, него се јавуваат, резервираат и тоа им е наједноставно да резервира. Бројот, се надевам дека и за ова година ќе успееме барам после сезоната да имаме ваучери за туризам, бидејќи стварно дадоа резултати. Од една страна, но дали овие средства што ги споменавте се доволни? Не, тие се други програми. Значи други програми кои што владата ни ги доделува во зависност од тоа што активности треба да спроведеме. Значи за ваучери за туризам во 2020 имавме многу голем буџет, затоа што таму имаше 120.000 ваучери издадени со помала вредност, меѓутоа успеавме на нашите хотелиери да им кажеме дека и нашите туристи се добри туристи, затоа што реално, значи, незадоволството и на нашите граѓани кои одат во Охрид или во нашите туристички центри и на хотелиерите беше дека не се добри потрчувачи или во таа насока. Меѓутоа видоа дека стварно се пријатни туристи и уште, па да не кажам дека уште подобро помина него со странските туристи. Финансирањето доволно ли е? Благодарам. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот секоја година има стратешко планирање во кое што ги интегрира и сите предлози од страна на коморите, на асоциациите.
и истото јавно некаде во месец август го презентира пред македонската јавност. Во изминатите 3 години тоа е детектирано од страна на Државниот завод за ревизија и успешноста на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Неколку пати е намален буџетот на агенцијата. Оваа година имаме стварно скромни средства, 85% веќе е реализиран самиот буџет. Одлични и фокусирани промоции на државата, но сметам дека ако продолжиме со оваква практика, ќе назадуваме во туристичката индустрија. Растот кој што го очекуваме нема да го достигнеме пикот. Ние веќе имаме планирано заедно со економии, со колегите од коморите во Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, дека 2025 година треба да ги надминеме резултатите од најдобрата година во тогашната Југославија, во сите тогашни републики или на ниво на државата, во Македонија 3,7 милиони ноќевања. Ние стигнавме до 3,3 скоро и очекуваме оваа година да надминеме таа бројка од 2019. 250.000 евра вкупно за работење на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се премалку или прескомни, и е 6 до 7 пати помоци од бараните средства. До Министерството за финансии повторно поднесовме одредени барања за зголемување на буџетот на агенцијата, бидејќи 2024 година ќе биде уште поголема година со поголеми предизвици. Веќе очекуваме и со 68-та конвенција која што беше во Софија на Светската туристичка организација, се нотирани чекорите од страна на Светската туристичка организација, очекувањата од македонскиот туристички сектор каде треба да оди во годините кои што се пред нас, јасно брендирање на дестинацијата, дополнително преминување на агенцијата во промоција од промоција и поддршка на туризмот во национална туристичка организација, создавање на Министерство за култура и туризам, детектирано како многу важно, зголемување на буџетите за промоција, национални стратегии за промовирање на кои што веќе работиме за 2024 година, преку големи светски канали, претежно интернет, се со цел да, како што вели една колешка, кога ќе отидам некаде во странство и кога ќе отворам и сакам да сурфам, да ми се отвори рекламата од мојата земја. Господин Јаневски, во едно од забелешките за агенцијата, барем од ревизијата на што ја читав на Државниот завод за ревизија, но и на други анализи кои се правени за секторот туризам, е дека во вашата агенција нема индикатори за мерење за тоа колку реално се исполнети програмите и плановите кои сте ги поставиле, поточно она што е сработено, колку реално значи е како да кажам, има ефект. Баш така, индикатор за мерење на реализација и успешност на програмите на агенцијата. Вака е наведено. И второ, дека нема доволна координација меѓу агенцијата со другите инволвирани страни во секторот туризам. Тука потпаѓаат коморите, локалната самоуправа, дека се предлага поголема координација, дека нема доволна координација на агенцијата со другите. Како ќе го коментирате? Агенцијата е комплетно транспарентна во последните 5 години и во секој момент излегува во пресред на сите барања на туристичкиот сектор. Координацијата затоа го имаме и Советот во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, каде што и почитуваниот господин Аркан Кемин е преседател, во кој што членуваат сите комори, видни асоцијации и факултети за туризам, ЗЕЛС, потоа туристичките водичи, кои што ги ја советуваат агенцијата, ги споделуваат нивните истражувања и заеднички градат стратегија за следната година во сооднос со стратешките цели на државата. И тоа не е спорно. Советот престана да работи или се претвори во координативното тело. Вакви констатации на Државниот завод за ревизија и на другите анализи кои се правени? Во 2020 година самиот совет прерасна во координативно тело или тело кризен, кое што работеше кризен менеджмент во туристичката индустрија и од тоа произлегува скоро 5 сетови на мерки. Кога говориме за мерни инструменти, ако зборуваме за исполнетост и реализација на буџетот е едно. Не, тоа е друго. Значи зборуваме за успешност на програмите на агенцијата. Одлично. Програмите се носат на влада и се презентираат пред туристичкиот сектор и мерните индикатори точно се во извештаите годишни и полугодишни на Агенцијата за туризам. Тие се јавно истакнати. Неколку забелешки кои што ги имаше
Ревизорскиот извештај всушност се со намалениот буџет на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, подобра координација со Министерството за економија и покрај тоа што Министерството за економија има член во управниот одбор на Агенцијата за туризам и сметаме дека не само што е доволно, туку и координацијата со точките на влада и информациите се во многу подобрена состојба. Координацијата со туристичката индустрија мора да биде во двата смера. И секако се она што го бараме или го споделуваме со истите, бараме фидбек. Ако имаме од другата страна, да кажеме, помал број на предлози, ние сите предлози ги интегрираме. Точни анализи се работа за примерни секундарни пазари, каде што ќе одиме на сајми, сајмска манифестација во соработка со туроператорите, туристичките агенции, со коморите. Тоа е методологијата која што агенцијата работи не овие 5, него овие последните 10 години. И сметам дека треба да имаме подобрување. Ние имаме анализи, сите ги шеруваме и ги споделуваме преку newsletter до сите, до целата база на податоци, не само до новинарите, туку и до сите туристички работници, без разлика дали се членуваат во комори или не. И сметам дека уште повеќе треба да работиме заеднички. Сепак очекувам дополнителни истражувања од страна на коморите, кои што ќе ни помогнат во креирање на подобри стратегии, пред да одиме на на реклами, програми. сега ме заинтригиравте, но не е ли тоа ваша работа, не на коморите да прават истражувања? Затоа и постои агенцијата за помош и поддршка и промоција. За промоција само кратко, и поддршка. бидејќи одиме на реклами, но ме заинтригирате со ова дека барате од нив анализи. Не е било логично вие да направите анализи? Ние имаме и тие се јавно истакнати и споделени, но очекуваме нивни анализи кои што ќе ни помогнат во креирање на програми за 2024 и други години како што се изминатите години. Сметам дека уште повеќе треба да работиме заедно тоа. Одиме на реклами и потоа продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со топ тема. Мои вечерашни гости се господинот Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, господинот Аркан Керим, подпредседател на Сојузот на стопански комори и прв човек на туристичко-гостителската комора во Сојузот на стопански комори, и Бехим Хаџију, раководител на секторот за туризам во Министерството за економија. Господине Хаџију, дојдовме до делот каде што за нелојалната конкуренција, која предмалку ја спомена господинот Керим, категоризацијата, хотелите со 5 звезди, што се прави на тоа поле? Значи, секој може да влезе на социјална мрежа, да се јави на телефон, да си најде место, колку се проверуваат и звездичките што ги имаат добиено веќе, капацитетите. Како стоиме со тоа, бидејќи немаме инспекција, туристичка инспекција, има дел надležност, има државниот пазарен инспекторат, нешто вие сигурно контролирате, но таму е тоа некоја сива туристичка зона. Како тоа ќе среди, како тоа ќе помогне на туристичката заедница, бидејќи она ги трпи најголемите штети и државата со ненаплаќање на такси. Така. Значи, според законската регулатива, во делот на категоризацијата, ние сме усогласени со сите европски директиви. Правилниците се усогласени со Евростат правилниците. Комисијата, за жал, но дали е така на терен? Дали ги проверуват? Да. Во делот на звездите, во делот на правните лица, тоа не само што се проверува, но мислам дека малце престроги сме во таа насока. Прашањето на коментарот на господинот Керим беше во делот на физичките лица. Таму се општините надлежни и градот Скопје во ниво на градот Скопје. И инспекцијата, значи за правните лица е пазарен инспекторат, додека кај физичките лица е инспекторатите од општините, кои што за жал повеќето од општини нема такви инспектори. Меѓутоа, како Скопје, Охрид, туристичките центри имаат, но и тоа е мал број за да може да се покрие толкав терен на станоиздавачи. Во делот на хотелските капацитети имаме и комисија за надзор над звездите, каде што излегува на терен и утврдува откако ќе добиваат категорија, ненајавено, значи проверува дали истите ги исполнуваат условите согласно тоа. Исто така, договорени сме и со Booking и со другите, значи без решение за категоризација, хотел не може да се регистрира во Booking, но тоа не е случај за станоиздавачите. Да, тоа сакав да го кажам, не се проблем тие само можат да се регистрираат затоа што тие добиваат решение на локално ниво каде што немаат звезди, него пишува стандард комфорт, ни сами си ставаат звездички,
но и тоа е нивен ризик, затоа што коментарите на гостите после се лоши и имаат лоши ревјуа. Да, но 1500 стана во Скопје се конкуренција, например, на хотелите и хотелиерството во Скопје. Да, реална конкуренција, но тоа не е само во Скопје. Станоиздавачи имаме и во Париз, имаме и во најголемите туристички. Тие се сигурно регулирани. И кај нас, значи, ви кажувам, значи тие што веќе ги гледаме, пошто имавме ние пред неколку години со градот Скопје. Не знам дали го имате искуството на другите држави. Еве пример ќе ви кажам во Хрватска, барем она што го знам одлично е дека таму кога издаваш нешто, ако те фатат дека си издавал, да, а не си регистриран како издавач на соба, апартман или како сакате наречете го, и ако немате категоризација, не знаете колкави казни се тоа. Тоа се огромни казни, не ни помислуваат да го направат. Тука кај нас значи се мали казните, реално, меѓутоа има контрола и има голем интерес за пријавување и на станоиздавачите во делот на категоризација, затоа што нивните трошоци не се големи. Значи еднашка на 3 години се категоризира собата или куќата што се издава, се води евиденција и се плаќа туристичка такса и данок на крај на година. Значи тоа е најбезболно и значи ги охрабрувам затоа што така и полесно ќе се рекламираат, а и подобро ќе заработуваат. Иначе вака реално инспекцијата фали. Туристичката инспекција која што би ги опфатило и приватниот и значи станоиздавачите фали, која што би можела да има целосна контрола. Но дека се плаќа туристичка такса и од станоиздавачите, тоа го увидовме за време на пандемијата кога имавме мерка за враќање на туристичката такса. Значи имаш огромен број на станоиздавачи кои што зима сериозна сума затоа што работеле честно, плаќале туристичка такса и кога дојде повратна такса, добија сериозна сума. Имавме и сериозни хотели кои што земаа смешна сума, да речеме, не платиле колку што треба туристичка такса. Значи тоа е реалноста кај нас. Господине Керим, оваа година македонскиот туризам се соочи со немање луѓе, поточно работна сила. Многу предлози има за на негово надминување, не знам од надвор да се донесат луѓе, но во гостителството и во туризмот битно е кој јазик се зборува. Значи, како ќе го надминете ова? Дали може би требаше да бидат поголеми платите, еве, конкретно да ве прашам, за да не ни бегаат, например, келнерите и готвачите, но како сега ќе истерате сезоната со која се очигледно се соочувате, еве, разговаравме пред да влеземе, нема собарки. Сега, пример, дали вие може да платите во еден кафич 12 евра макијато со нашите просечни плати? Не можете. Во Хрватска ги изголемија платите, ова ги изголемија цените и сега они се соочуваат со неуспешна туристичка сезона. Од 1 до 15 јули во Хрватска има огромна дупка, нема букинг и они не знаат што да прават сега. Значи, ние треба да работиме со цените према македонскиот стандард. Не можеме ни да продаваме кафе од 500 денари. Се знае колку може да продаш кафе, колку да продаш кисела вода, колку да продаш све. И према тоа ги креираме и платите и сите работи во нашето општество. А како ќе го надминеме сега овој, мислам како ќе го надминете ви овој проблем со недостиг на работна сила? Имавме ние предлог уште во 2022 година во април, кога видовме дека ќе биде акутен проблем, предложивме да донесеме 20.000 луѓе кои што ќе можат да се инфилтрират во македонското општество, да работат, да живеат и да творат со плати кои што ќе бидат адекватни на македонските плати. Меѓутоа, ние тоа што го кажавме не најде на разбирање кај органите, бидејќи по статистика ние се уште имаме многу невработени. Меѓутоа, тие невработени се само во завод и примаат помош. А кога ги баравме директно, бидејќи ние сме партнери на Завод за вработување, ги баравме директно луѓето, да ги бараме дали би нешто работеле, да помогнат, пошто стварно кубуриме со работна сила. Од 900 кандидати кои што ги контактиравме, еден не се пријави за работа. Значи, од 900, јас лично го контролирав процесот на јавување, од 900 луѓе, еден не се јави за работа. Значи, потоа ги баравме од Завод за вработување и кажаме да го ажурират списокот, бидејќи овие луѓе никој не ќе да работи, а сите добиваат помош од државата. И па сега како така, значи тогаш постои невработеност во државата, а од друга страна ние не можеме да најдеме кадри за работа. Имаме сериозен проблем. Мора државата да ни биде партнер, да ни помогне во овие сфери, да ни овозможи да најдеме работници, да ни направи да што побрзо да среди инфраструктурата, да помогне да се инвестираат што поголем број на хотели. Еве, например, во Охрид,
постои огромен проект на хотел со конгресен центар кој што се кочи од страна на локалната самоуправа, од страна на Министерството за култура. Зашто не се дозволи во Охрид да се направи велелепен 5-звезден хотел во центарот на Охрид, да биде тоа огледало на Охрид? Зашто? Мислам, треба малце да има и сенс и поттик од страна на државната администрација да се овозможи на некој начин да се инвестираат некои работи кај што не може да се помогне да се направи, бидејќи Охрид е бисерот на Македонија. Зашто нема еден велелепен 5-звезден хотел? Треба тие работи, значи, во договор, во преговор, во заедничко партнерство помеѓу државата, коморите, значи да го решиме, да направиме многу побоја да биде за Македонија. Да имаме поголем број на туристи, да имаме поголем број на богати туристи кои што ќе трошат пари и ќе бидеме сите среќни. Туризмот, верувајте ми, ако се постават сите коцки на место, може да носи милиарда евра девизен прилив на Македонија. Не е тоа нешто лошо, не е оваа бројка, не е нешто недопирлива, бидејќи само треба да се организира и плюс сите овие луѓе што да работат во странство, ќе останат тука, ќе си работат, ќе си отворат своји приватни бизниси и ќе генерираат за ово општество. Мораме да работиме. Мислам, ми паѓа тешко. Одам во Америка, во Детройт, во атарот на црквата имаше 700 македонци, ништо не работат, зимаат помош $700, ништо не работат, чекаат во културниот центар да добијат некој сендвич или што ја знам за јадење, ништо не работат. Зашто се оцелиле од тука? 700 души седат во Детройт без врска. Ба тоа место да работат тука, да доприносат за GDP-то, за општеството, мораме да направиме, значи, некоја визија како ова да го средиме. Исто со вработувањето ги поканувам Македонската академија на науки и уметности, универзитетите релевантни, владата и фелата да седнат и да направат стратегија во наредни 10 години. Да се најде начин како да се реши проблемот со вработувањето. Бидејќи ова е акутен проблем за македонското општество, не само за туризм. Во сите сфери имаме проблем со вработувањето. Да најдеме начин, дали ќе донесеме од Филипини, дали од Непал, дали од Индонезија, дали од Турција, ќе донесеме луѓе кои што ќе живеат и ќе работат тука и ќе творат. Бидејќи ние не можеме да одиме напред, не можеме да ствараме нови бизниси ако не го решиме овој акутен проблем. Отворен апел до сите овие институции да најдеме начин како да го решиме ова. И бидејќи сме сосема на крај, пред да се одјавим, имам на крај по едно прашање како што имав на почетокот за сите тројца, но многу кратко, по една реченица. Ако може, каква туристичка сезона очекувате? Ајде, ќе почнеме од вас, па ќе завршиме со господинот Керим. Господин Хаџиев. Согласно сите наши анализи, очекуваме добра туристичка сезона, значи успешна туристичка сезона со добри бројки, надминување на 2019. Тоа што беше најдобра година за нас. Јанески, вие споменавте на почетокот дека оваа година може да биде најдобра, но каква? Ќе биде ако ги засукаме ракавите. Всушност, тоа што го кажа и господинот Аркан, ако сега во овој момент сме 2022 година завршивме со некаде 3,5-3,6 во бруто домашниот производ од туризмот, можеме уште повеќе. Тоа можеме уште повеќе, но ги повикувам сите да работиме, бидејќи целите се остварливи за 2023 година. Керим? Не е лесно, тешко е, меѓутоа преку вашите екрани упатувам апел до сите туристички работници, до сите луѓе кои што ги пречекуваат гостите на аеродромите, до сите вработени во бензинските пумпи, до сите рецепционери, келнери во Македонија да издржиме, да направиме една одлична, успешна туристичка сезона. Ки имаме, тешко е, се соочуваме со предизвици проблеми, меѓутоа мора да мислиме позитивно и во овие тешки моменти да упатиме на позитивен апел до сите дека ќе успееме и се надевам дека после во октомври ќе не поканите на емисија, ќе разговараме за сите други проблеми што ги имаме. Да, за следната сезона, да се подготвиме за следната. Ви благодарам што бевте гости во вечерашнава топ тема, а вам, драги гледачи, ви посакам да останете со програмата на Телма. Довидување.